Човечка грешка засега е главниот сомнеш за автобуската несреќа која однесе десетици жртви на автопатот кај Перник. Тоа се првичните сознанија на надлежните бугарски органи кои ја водат истрагата. Овие иницијални наоди на бугарското обвинителство се темелат на разговори со двајца од преживеаните патници кои независно еден од друг дали исти искази, како и врз основа на досегашните вештачења на местото на настанот. Тиражират се версии, че са пренасели туби с гориво и бензин и дизел. Се слушаат верзии за настанот дека во автобусот се пренесувале канти со гориво, бензин и дизел и дека тоа е причината за пожарот. Таа верзија е истражена и категорично отфрлена. Пронајдени се 3 канти и во нив имало само остатоци од дизел гориво за автобусот. Не биле полни, не се запалиле и од тука пожарот не почнал од нив. Немало канти со бензин или остатоци од други запалувачки материјали. Резултатите од истрагата покажаа дека инцидентот не е резултат на терористички напад. Истрагата покажала дека немало претходна експлозија. Автобусот со десната страна удрил во банкината, пошто свртел налево и со левата страна завршил во левата банкина на автопатот, пошто дошло до интензивен пламен. Обдукциите на починатите укажуваат на тоа дека сите се задушиле од чадот што се појавил во кабината како резултат на брзото ширење на пожарот. Сцената била страхотна, раскажуваат самите бугарски обвинители. Една работа за сега нејасна. Во автобусот имало 52 патници, а пронајдени се 44 тела. 7 се хоспитализирани. Недостасува патник. Еден од преживеаните сведочи за 8 спасени, а не за само 7 патници. Се намериха 44 трупа. Пронајдовме 44 тела, а сведокот тврди дека се спасени 8 лица. Јас му кажав, вие сте 7 во болницата. Тој категорично ми рече не, ние се спасивме 8. Во текот на истрагата беа пронајдени 44 тела. Според податоците со кои располагаме, патувале 52 лица. Ние пронајдовме 44 тела, а хоспитализирани се 7, 4 мажи и 3 жени. Останува голема загадка. Каде е 8-то лице? Ја устражуваме таа верзија. Може да се работи за лошо сеќавање на сведокот. Бугарските власти признаваат дека вина во несреќата има и во лошата сигнализација на патот, како и во слабиот квалитет на материјалот од кој е изработена заштитната ограда. Во тек е вештачење на автобусот и утврдување на неговата техничка исправност. Утре во Скопје доаѓа тим од бугарски обвинители кои од македонска страна ќе побара правна помош, како и ДНК материјал од роднините на загинатите, за да се заврши идентификацијата на телата и тие да се вратат во земјава. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Благодаря ви, господин Сарафов. Ще помоля и госпожа Антова